Воздухот во Велес и денеска содржеше висок процент на PM10 честички. Во 8 часот изутринава, интернет апликацијата на Министерството за животна средина покажуваше 242 микрограми на метар кубен. 3 часа подоцна, концентрацијата на канцерогените честички се зголеми, па мерната станица измери 330 милиграми на метар кубен. Состојбата се нормализираше некаде околу 14 часот, кога мерната станица покажуваше дека PM10 частичките се во границите на дозволеното, или 43 микрограми на метар кубен воздух. Екологистите сметаат дека за загадувањето подеднакво виновни се сите, но одговорноста е кај луѓето кои што 20 години беа на одговорни места, а не водеа доволна грижа за екологијата. На еколошките политики, игнорирањето на еколошките проблеми, сето тоа доведе до оваква ситуација како што е денес. Ви самите гледате, бројот на возилата е 3 до 4 пати зголемен во градот, а бројот на жители е намален за 10 до 15%. Луѓето се иселуваат, но тие што остануваат возат 2 до 3 возила плюс од што возеле претходно. Тоа е само еден микросегмент од сето тоа урбаната, градењето без правила, градењето без никаков ред си го направи своето. Не можеме загадување да констатираме само во Македонија, во сите околни региони да биде окей. Значи дефинитивно проблемот е тука, во начинот на практицирање, а не е во метеоролошките услови. Метеоролошките услови се исти и во Србија, и во Хрватска, и во Босна, и во Словенија на ниво на Балкан. Така што не можеме да чекаме југ или север да дојде за да го решиме проблемот. Загаденоста на воздухот со PM10 частичките не е само во Велес. Скопје руши рекорди. Вчера се најде на мапата на најзагадени градови во светот. Не стевнуваат реакциите на социјалните мрежи. Со своји пораки се огласи амбасадата на САД во Република Македонија. Твитна и многу амбасадори, а поранешната министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски бара од Министерството за образование училиштата да набават прочистувачи на воздух. Секое училиште и градинка со помош на локалната самоуправа и министерствата да набават прочистувачи на воздух или пак нека прогласат предвремен распуст, па секој родител нека се погрижи за здравието на своето дете. Оваа екстремна загаденост на надлежните им дава потполно законско право да воведат мерки за заштита и примарно забрана за движење на моторни возила. Декември и јануари се месеци кога загаденоста на воздухот со PM10 частичките е најзастапена. Проблемот засега се решава на локално ниво, но премиерот Зоран Заев на средбата со екологистите најавил зголемување на буџетот за решавање на еколошките проблеми во Република Македонија.